Интач со доктор Чарлс Стенли. Споделување на Евангелието низ целиот свет. Следно на програмата Интач. Како да се биде сигурен за Божјата волја? Доколку некој ви го постави прашањето, што вие христијаните подразбирате под Божја волја, што би кажале, како би одговориле на тоа прашање? Тие заслужуваат одговор. Дали би кажале дека Божјата волја се однесува на Божјата цел, Божјиот план, желбата на Божјото срце? Доколку одговорите така, тоа е правилно. Бог има план, цел и желба за секој еден од нас. И честопати луѓето никогаш не помислуваат на фактот дека Бог има личен интерес за секој од нас. Тие мислат дека Бог само размислува за помалку важните работи во животот. Библијата вели, еднаш откако му поверувавте на Исус како ваш спасител, вашето име е запишено во книгата на животот на јагнето. Па, кога размислувате за вашата врска со Бог, ние зборуваме за Божјата волја, зборуваме за Неговата цел, Неговиот план, Неговата желба за нашиот живот. Бог не те игнорираше кога ти се роди. Неговата цел, Неговиот план, Неговата желба за твојот живот. И јас се прашувам, кога беше последен пат кога застана да размислуваш? Сега, Боже, каде сум јас во Твојот план? Каде сум јас во Твојата цел? Каде сум јас во Твојата волја за мојот живот? Она што сакам да го размислуваме во оваа порака е, дали ние можеме да бидеме сигурни? Можеме ли да бидеме сигурни за Божјата волја, цел и план за нашиот живот? Кога размислувам за тоа, мислам што вели тој во 40-тиот псалм во 8-миот стих. Мило ми е, Господи, да ја исполнувам Твојата волја. Јас го носам Твојот закон длабоко во срцето. Размислувам за луѓето кои седат во црква секоја недела, одат во различни цркви и никогаш не помислуваат на фактот за тоа кој е Божиот план. Не само кој е, туку што јас да направам денес. Што Бог сака од мене да направам во оваа одредена ситуација. Кој е Неговиот план, Неговата цел, што тој се обидува да оствари во мојот живот. Дали Бог те постави тука само за да постоиш за одреден период, за потоа да те повика дома? Не. Тој има цел, план и волја за твојот живот. Прашањето е, можеме ли ние да бидеме сигурни? И одговорот сигурно е дека можеме. Кога мислам на тоа, мислам на луѓето кои минуваат низ тешкотии, страдања, болка, сите тие нешта и тие имаат право да прашаат. Па Боже, ако ти имаш волја за мојот живот, како сето ова се вклопува во Твојата волја? Кога ти и јас чекориме во Божјата волја, било што и да дозволува тој е за наше добро. Тоа е тешко да се разбере понекогаш, но е вистина. Така, кога зборуваме за прашањето дали ние можеме да бидеме сигурни, дали ние можеме да бидеме сигурни, сакам да зборувам за неколку категории на Божјата волја. Имаме зборувано за ова и претходно, па еве ги категориите за Божјата волја. Првата е следнава. Предодредената Божја волја е Неговата суверена контрола. Ова е тоа што Тој ќе го направи, тоа што Тој ќе го оствари и никој не може да го запре. Неговата суверена волја, Неговата предодредена волја, Неговата морална волја за нашиот живот. Тоа е како Тој има намера за нас да живееме. 10 заповеди би биле добар пример за тоа и тие се однесуваат за секого. Потоа, Неговата посакувана волја. Што Бог посакува за нас во христијанскиот живот? Што Тој посакува за нас од самиот почеток? И потоа, Неговата случајна волја. Која е Неговата волја за нашиот живот кога ние ќе направиме неред од Него? Сакаме да живееме побожен живот. Тогаш ние мора да знаеме како да одговориме на околностите во нашиот живот. И последното прашање е, која е Неговата моментална волја? Односно, која е Неговата волја денес во твојот живот? Значи, постојат различни размислувања за волјата Божја. И сите тие се важни, и сите тие важат за сите нас. Затоа поставете си го прашањето. Што е со Неговата предодредена волја? Неговата морална волја, Неговата посакувана волја, Неговата случајна волја е она со што треба да се справуваме секој ден. Која е Твојата волја за мојот живот денес, Господи, во оваа ситуација? Кога ќе дојдете на работа утре, можеби, ќе треба да донесете одлука. Ние секогаш носиме одлуки. Кога ќе погледнеш на тоа, ти си соочен со одлуки за твојата работа или било што и да може да биде. Ти треба да донесеш одлука во врска со тоа. Ти треба да донесеш одлука за твоите морали,
Одиш на работа утре и некој ти префрлува нешто. Ти треба да донесеш одлука дали ќе возвртиш на тоа, дали ќе го игнорираш тоа или дали ќе го прифатиш тоа. Ти треба да донесеш одлука, например, за тоа како се однесуваш со парите. Што се случи вчера или што ќе се случи утре. Со други зборови, секој дел од твојот живот ќе биде преиспитан од Божјата волја. Бидејќи, запомни го ова, тој веќе го има избрано најдобриот пат. Ти велиш, но јас не станав христијанин се до мојата 40-та година. Тоа е во ред. Но следните 40 или 50 или пак 60 години, што со неговата волја тогаш? И запомни го ова, дека Бог не познава совршено, знае како дојдовме на овој свет, кои беа нашите предности, а кои беа нашите недостатоци, кои беа нашите можности, што знаеја нашите родители, како тие знаеја да не израснат или да не израснат. Се тоа е дел од Божјата мудрост, знаење и неговата благодат, добрина и милост во делувањето на нашите срца низ целиот наш живот. Но која е Божјата волја за нашиот живот денес, неговата цел и план? Па, сакам да дадам неколку изјави кои ќе ви помогнат да потврдите во вашиот ум и срце што е, а што не е Божјата волја. Еве еден тест за потврда на Божјата волја. Еве го првото прашање. Дали оваа одлука е издржлива или е во согласност со Божјиот збор? Дали оваа одлука која што ја носите е во согласност во Божјиот збор? Јас и ти помислуваме на многу нешта кои не се во согласност со Божјиот збор, кои што луѓето ги практикуваат. Ова е дел од потврдувањето на неговата волја за твојот живот. Потоа, дали тоа е мудра одлука? И ти велиш, па како можам да кажам дали е мудра одлука или не? Еве како го правиш тоа. Слушај внимателно. Си го поставуваш прашањето. Кои се последиците? Ако јас го направам ова, какви ќе бидат последиците? Не тоа што јас сакам тие да бидат, какви тие навистина ќе бидат. Секогаш постојат последици од нашите одлуки, без оглед на тоа дали го планираме тоа или не. Без оглед дали ни се допаѓа тоа или не. Постојат последици кои се неизбежни. И тоа е причината зошто ние би требало да ги учиме нашите деца и внуци рано во животот дека постојат последици за вашите одлуки. Ти не можеш да носиш одлуки без одредени последици. Може да биде добра последица, се надеваме за тоа, може би и не. Но тоа зависи од твојот мотив, зависи од твојата врска со Бог, бидејќи, видете, размислувајте за ова. Ти ја живееш Божјата волја или живееш надвор од Божјата волја секој момент од твојот живот кога ќе се разбудиш. Ти би можел да лежиш во креветот во недела наутро и да не дојдеш во црква. Која е Божјата волја? Неговата волја е ти да бидеш некаде славејќи го Него. Така, ние или сме во неговата волја, или надвор од неговата волја. Кои се последиците? Нештата кои ние треба да ги размислиме во нашиот живот, бидејќи твојот живот влијае на животот на некој друг. Никој тука не живее во капсула. Ти влијаеш во одреден степен на некој начин на нечиј друг живот. Тие те гледаат, те слушаат, те гледаат како се облекуваш, тие те гледаат како делуваш, како одговараш. Божјата волја, неговата цел, план и копнеш за твојот живот. Ние можеби нема да живееме совршено, но тој има волја која што е за наша полза, исто како и за Царството Божие. Па дали е тоа мудра одлука? Кои се последиците? Број 3. Можам ли јас искрено да го замолам Бог да ми овозможи да постигнам било што низ кое минувам во оваа одлука? Можам ли искрено да го замолам Него да ми помогне да го постигнам тоа? Помисли на последната голема одлука во твојот живот. Дали го праша Бог за оваа одлука? Ти велиш, па што мислиш под голема? Па вие знаете што значи сериозна одлука. Дали го праша Него за тоа? Или пак, дали кажа, ќе вртам паричка? Колку глупово. Или кажа, па јас имам 3 избори. Јас само ќе размислам за нив и ќе донесам одлука. Јас сум доволно зрел да правам избори за мојот живот. Сите ние сме доволно зрели или созреваме до одредена точка. Постојат некои избори кои никој од нас, ниту еден од нас, не е адекватен да ги прави мудро без Божјата насока и помош од единствена причина што живееме во свет кој му се противи на Бог, се противи на праведноста, се противи на побожните одлуки. Една работа која треба да ја запомните. Одлуките кои ги донесуваме ќе влијаат на нас без оглед на тоа што мислиме.
Некој вели, па знаеш, тоа се случи само еднаш. Да, тоа е точно. Понекогаш нештата се случуваат еднаш, но имаат доживотни последици. Потоа, секако, дали јас имам вистински мир? Дали јас имам вистински мир за оваа одлука со која се соочувам? И едно од тие прашања кои доаѓаат пропратно со тоа е следново. Дали ова е правото време? Внимавајте, може да биде Божја волја за тоа што го правиш или што и да е, но дали е правото време? И луѓето носат сериозни одлуки кои што коштаат, многу скапи одлуки бидејќи ти избрзале пред Бог или пак биле премногу доцна. Ти велиш, што има мирот со ова? Кога чекориш во Божјата волја и го прашуваш Него за некои одлуки кои треба да ги донесеш, кога е Неговата волја, тој ќе ти даде чувство на мир. Сега велиш, што подразбираш под мир? Мислам дека ќе постои чувство на смиреност во твојот дух. Нема да има чувство на иритантност во твојата внатрешност. Нема да постојат никакви сомнежи во твојот ум. Нема да прашуваш некој друг, што ти мислиш? Кога го имаш Божиот мир, постои тоа претопувачко чувство на да, Господи, фала ти, Исусе. Да, да, да. Ти го имаш тоа чувство и некој вели, па јас не знам дека некогаш сум го имал тоа чувство. Тоа е затоа што не престануваш да го прашуваш Бог, Господи, што би сакал ти да направам? Слушајте, Бог нема да ја крие тајната од тебе кога ти сакаш да ја направиш правилната работа. Тој ќе ти покаже што да правиш секој пат. И тоа треба да започне рано во животот. Понекогаш, колку помалку можности имаме во животот, порано во животот, толку повеќе тоа не доближува до Бог. Знаете, јас пораснав без татко. Тоа ме доведе до Бог многу рано во мојот живот, откако бев спасен кога имав 12 години, и јас научив доволно веднаш, откако бев спасен, дека молитвата беше тајната на се. Јас научив да го слушам Бог многу рано во мојот живот. Како научив да слушам? Не слушајќи. Еден начин на кој што ти учиш да слушаш е да не послушаш. И што се случува? Страдаш од последиците и доколку си мудар, нема да биде потребно долго време да разбереш дека секогаш е мудро да се слуша Бог. Тој сака да му зборува на твоето срце, било да си 12 годишен или 112. Многу е важно, Бог ќе ни даде мир кога тоа е точно она што ни треба. Потоа треба да си го поставиш прашањето, дали ова е во согласност со начинот на кој Бог делува? Со други зборови, со начинот на кој тој делува во писмото преку различните карактери во Библијата. Може ли јас да го направам ова и да знам дека го имам неговото одобрување? Слушајте, доколку е во согласност со Божјата волја, ќе биде и во согласност со Божјиот збор. Па, доколку си во процес на донесување одлука, доколку би требало да ги учиш твоите деца многу рано во животот, дека кога донесуваш одлука, пред тие да донесат одлука да го прашат Бог за тоа, ти велиш, па што тоа 12 годишно дете знае за тоа да го прашува Бог? Можам да ти кажам, јас верувам дека оние кои навистина сакаат да ја знаат Божјата волја за нивниот живот, Бог ќе им ја покаже. Ако живееш во грев и оддалечено од Него, тоа е целосно различно прашање. Тоа што тој ќе ти покаже е дека е потребно да се помириш со Него. Но прашањето е, дали е ова во согласност со тоа што Бог го кажува? Ти велиш, па како јас ќе го знам тоа? Се свртуваш кон Божиот збор. Велиш, не знам каде во Божиот збор да свртам. Ке ти кажам што научив. Јас имав голема Библија на мајка ми и имав голема содржина со поважните зборови. Ако сакав да дознаам нешто, ќе ја земев незината Библија, ќе завратев во содржината и ќе погледнев дали сум го пронашол зборот кој што имаше врска со тоа што ме интересираше. Можеш да пронајдеш нешто за било која тема. Прашањето е, дали е во согласност со она што Бог го кажува? И ти можеш да дознаеш. Луѓето велат, знаеш што, мислам дека ова е во ред. Па, дали е тоа што го кажал Бог? Не. И понекогаш Божиот збор е доста јасен, дека тоа апсолутно е грев. Луѓето велат, јас се молев за тоа и јас мислам дека е во ред. Понекогаш јас мислам дека луѓето се плашат да го отворат Божиот збор, бидејќи оно што ќе го направи ќе го разоткрие вашиот живот. Ќе го разоткрие твојот живот. Ако ти си му послушен на Бог, да, ти ќе го знаеш тоа. Ако си непослушен на Бог,
Тој ќе те води до стиховите кои ќе те предупредат да не земеш учество во одредена област од твојот живот. Потоа, секако, дали ова одговора на тоа кој сум јас како следбеник на Исус Христос? И тоа треба да разјасни многу работи. Дали оваа постапка одговора на тоа кој сум јас како следбеник на Исус? Не како црковен член, не како некој кој тврди дека е христијанин, но како следбеник на Исус, тоа е новороден, кој тврди дека е спасен преку благодатта на Бог и кој сака да ја врши неговата волја. Дали сето ова одговора на тоа? Дали ова одговора на тоа кој сум јас како следбеник на Исус Христос? Например, дали мојот јазик одговора на тоа? Дали мојата облека одговора на тоа? Дали моите одговори одговараат на тоа? Дали моите дела? Дали тоа одговара? Кога ти си му послушен на Господ Исус Христос, тоа што ќе се случи е следново. Твоите постапки ќе одговараат на оној кој ти тврдиш дека си. Луѓето кои те познаваат како следбеник на Исус, како христијанин, дали тие би кажале за тебе? Па нивните разговори одговараат на тоа. Со сигурност таа се облекува така. Со сигурност тој се однесува кон луѓето така. Со други зборови, тоа е доста едноставно. Еве што тој вели. Прашањето е како јас постапувам, што јас кажувам, како одговарам, како се облекувам, откако сум следбеник на Исус, дали ова навистина одговора на тоа кој сум јас? Потоа секако друго прашање. Дали оваа постапка одговора на Божиот севкупен план за мојот живот? Например, ајде да кажеме дека си спасен и сакаш да бидеш крстен и го поставуваш прашањето. Едноставно е, дали треба да се крстам? Па, што кажува Божиот збор? Секако треба. Не се прашувај за тоа. Потоа постојат тие олдуки како, например, во твојата канцеларија. Тие имаат голема забава и ти знаеш дека ќе пијат и ќе се опијанат и што и да е друго. И дали ти треба да го прашаш Бог дали да одам или не? Ти не би требало да го прашаш, бидејќи тоа е атмосфера во која не се вклопуваш, во која не се чувствуваш удобно. Тоа е атмосфера која не одговара на тоа кој тврдиш дека ќе бидеш и кој си ти. И така, ако јас чекорам во Божјата волја, нештата ќе се вклопуваат. Ако не чекорам во неговата волја, тие нема да одговараат. Понатаму една мајка ми кажа пред некое време, таа ми кажа: "Мојата ќерка се подготвуваше да излезе и кога видов што таа носеше, јас си кажав: нема шанси да излезеш така облечена од оваа куќа." Таа беше мудра жена, бидејќи тоа што таа го кажуваше е: ти не се облекуваш на тој начин, бидејќи тоа не е која си ти. Тоа не одговора на тоа која си ти. Не постојат недоследности во Божјата волја. Си го поставуваш прашањето: Господи, дали тоа што го правам одговара со тоа кој јас тврдам дека сум? Во твоето семејство, каде што работиш, или во школа, или било каде и да може да биде. Дали твоите постапки, твоите разговори, твоето однесување одговара на тоа кој ти тврдиш дека си? Па постави си го тоа прашање. Треба да има доследност. Ова сум јас. Ова е начинот на кој што постапувам. Но, ако ова е тоа што кажувам дека сум јас, а ова е начинот на кој што постапувам, веројатно најголемата пречка на христијанскиот живот е кога христијаните постапуваат поинаку од тоа што тие кажуваат дека се. Нашето сведоштво, нашето влијание, ти ги учиш твоите деца и твоите внуци како тие да одговорат на ситуациите и околностите. Дали тоа е начинот на кој ти постапуваш? Потоа, дали оваа одлука ќе го прослави Бог? Ако донесеш одлука, можеш ли да кажеш дека тоа е во согласност со Божиот збор? Дека можам да ја донесам одлуката и кога ќе бидам на колена и кога се молиш пред да си легнеш навечер, ти ги немаш оние вознемирувачки треперења во твоето срце, бидејќи ти си му бил послушен на Бог. Слушај внимателно. Секоја одлука која те држи буден навечер и кога не можеш да заспиеш, треба да си го поставиш прашањето: зошто? Кога Бог ти става нешто на ум, не дозволувај да помине без да се справиш со тоа. Дали знае зошто тој го прави тоа? Да те заштити, да те пази, да се грижи за тебе, бидејќи тој те сака. Ти и јас треба да го одговориме прашањето за себе си. Ова е каде што сме ние. Ова е каде што Бог не водеше до сега. И мојата цел и план е да бидам послушен на Бог до последниот момент од мојот живот. И ти не можеш никогаш да погрешиш со тоа.
Потоа секако прашањето е дали оваа одлука резултира во немир и каење до крајот на мојот живот. Постојат одлуки кои луѓето ги носат кои никогаш не ги преживуваат, никогаш не ги преболуваат. Тие се уште зборуваат за нив и во подоцнежните години од нивниот живот. Ако јас, колку многу пати сум го слушнал ова, ако јас, доколку јас го направев ова, ако јас размислував за тоа, ако јас знаев за тоа, ако јас, доколку јас. И доколку јас најчесто завршува со страдање и болка во срцето или пак каење. Размислувај за ова. Бог го има најдоброто за тебе на ум. Тој работи за да те натера да ја направиш правилната работа. И ако го игнорираш него, има последици. Потоа, можам ли да очекувам Бог да ме награди за оваа одлука? Размисли за одлуките кои ги носиш, или пак размислуваш да ги донесеш. Може ли Бог да те награди за носење на таа одлука? Ако помислиш на тоа, постојат големовременски, сериозни одлуки кои ти треба да ги донесеш во животот. Сериозни одлуки кои ќе влијаат не само на тебе, но и на другите луѓе. Па си го поставуваш прашањето: можам ли да очекувам Бог да ме награди за однесувањето кон неа или него на тој начин? Или пак за правењето на ова или она? Или за одењето тука или таму? Или за учеството во ова? Можам ли да очекувам Бог да ме благослови, да ме награди како резултат на тоа? Ако само размислиш за овие проповеди за Божјата волја, се е во тоа да се биде послушен на Бог. Се е во тоа како го живееш твојот живот. Се е во тоа што ќе правиш, како ќе размислуваш. Бог има план, цел и копнеш за твојот живот. Тоа е за сето она што најдобро е за тебе. Тоа е за се она што е добро за тебе. Твоето име е запишано во книгата на животот на јагнето и тој сака да биде секако што треба. Ти и јас треба да одлучиме дали јас ќе му верувам на него со мојот живот. Размислувај за ова за момент. Ти му веруваш на него со сета твоја вечност. Ти беше наново роден. Твоето име е запишано во книгата на животот на јагнето. И ти кажа: Боже, јас ти верувам на тебе, дека кога ќе умрам, ќе бидам на небото заедно со тебе. Сега, ако можеш да му веруваш на Бог за тоа, што е вечна одлука, зарем не можеш да му веруваш него за дневните одлуки кои не се ни приближно толку важни? Да, ти можеш. Бог има цел, план, копнеш за твојот живот. Ти велиш: па може би пропуштив половина од тоа. Дали е Бог разочаран? Тој знаеше дека ти ќе пропуштиш половина од тоа уште пред да се родиш. Бог не е разочаран. Тој сака да зачекори во твојот живот во секој момент, на секое место на кое ти сакаш да го пречекаш него и да побараш од него да ги зацврсти нештата. Боже, знам дека се движам во погрешна насока. Барам од тебе да ми простиш. Дали ти ќе ми дадеш насока за мојот живот во овој момент, те молам. Дали тој ќе го направи тоа. Може би ти си пропуштил околу, ајде да кажеме, 3/4 од твојот живот. И никој не знае дали тоа е вистина или не. Ти може да имаш 21 година и да е вистина, или може да имаш 100 години и да е вистина. Што и да било. Дали ти си подготвен да му кажеш на него: Господи, јас ја сакам твојата волја. Јас те сакам тебе. Јас го сакам твојот најдобар план за мојот живот, кој да е тој. И јас сум подготвен да предадам се што е потребно да биде предадено. Подготвен да променам се што е потребно да се промени, но јас го сакам твоето најдобро. Дали си подготвен да му го кажеш тоа нему? Дека го сакаш неговото најдобро во твојот живот? Ти си подготвен да промениш било што треба да биде променето. Тоа е најмудрата одлука која можеш да ја донесеш. Господе, јас ја сакам твојата волја, без оглед што бара таа. И јас сакам да живеам во неа до крајот на мојот живот. Дозволи ми да ти кажам како тоа започнува. Доколку никогаш не си поверувал во Исус како твој спасител, ова нема да функционира. Тоа е само возможно доколку го предадеш животот на него, исповедувајќи ги твоите гревови, покајувајќи се за нив и одвраќајќи се од нив целосно. Предавајќи го својот живот на него, потоа стануваш дете Божјо. Потоа двајцата од тој момент донесувате одлуки заедно, доколку си подготвен да слушаш. Но во овој момент ти си без Исус, ти си сам. Не можеш да очекуваш Бог да ти даде мудрост ако си го отфрлил неговиот син.
ти можеби ќе имаш среќа и ќе направиш неколку нешта правилно. Или пак, може да ти оди на вистина добро, но денот за наплата доаѓа и ти ќе треба да дадеш сметка за животот во непослушност и бунтовништво. Тоа те прави богат, те направи популарен. Ти наброј уште нешто друго, но се е тоа надвор од Божјата волја. Се е во спротивност на Божјата цел и план за твојот живот. И запомни го ова. Ти никогаш нема да заработиш доволно пари за да му исплатиш се на Бог. Ти никогаш нема да бидеш доволно познат за да бидеш прифатен од Бог. Крвта на Исус е таа која што не очистува од гревот, која не прави нас да бидеме едно од неговите деца. Татко, те сакаме, те прославуваме и ти благодариме што ти не сакаш доволно за да лично се интересираш за нашите животи. И јас се молам да секоја личност која слуша оваа порака ја свати сериозно. Вечно сериозно, бидејќи е вистина, каде и да се тие во овој момент, да го предадат нивниот живот на Тебе, нивниот Спасител и Господ, и да го предадат нивниот живот на Тебе како една навика, како природен дел од нивниот живот секојдневно, во името на Исус. Амин. Ако сте биле благословени од денешната програма, ве молам посетете не на веб страната www.intouch.org. InTouch, водејќи ги луѓето ни светот во поголемо заедништво со Исус Христос и зајакнувајќи ја локалната црква. Оваа програма е спонзорирана преку службите InTouch и овозможена преку Божјата благодат и вашите верни молитви и дарови.